Дистрикт, цел престудија интервју на Зоран Иванов со Горан Левков. Горан Левков, новинар од Посевенков, трагач, истражувач, еден од македонските пионери на истражувачкото новинарство. Главно преку Скуп Македонија, невладината, Центар за истражувачко новинарство, но и преку повеќе други медиуми, исто така главно телевизиски продукции, заедно со својот тим ги прови границите на нашата земја со темите кои локални стана и меѓународни, како она за тоа која е најбогата политичка партија во Европа, но за деталите и за другите содржини од неговиот новинарски истражувачки труд и од неговите истражувачки приказни, Горан Левков во овој дистрикт. Добре дојдете во Дистрикт на Цил престудио Левков. Добре. Ајде за гледачите на Дистрикт Збор 2 прво, кој е Горан Левков, од каде е, зошто во новинарство и од каде па токму во нетешкиот жарм во истражувачкото? Горан Левков е новинар кој работи, кој започнува со новинарство 2008 година, која започнува прво со економско новинарство, по образование сум економист, со завршен економски факултет во Прилеп, започнав да работам првично започнав да работам во неколку финансиски институции, меѓу кои две банки. Напрегу сватив дека тоа што го бара во мојата кариера во економијата го добив во новинарството и влегов во него со пун здив. Ако останевте во банките, ќе бевте добар свиркач. Тие пориви за правда, за откривање на криминали и криминални транзакции. Да, многу веројатно дека ќе останев, многу веројатно тој порив што е за правда, за правичност, кај ме на работа уште од дете. И тој порив практично ме донесе во новинарството со една единствена цел да менувам нешто во општеството. Преку новинарството почувствувате дека тука може да се реализирате вие во тие потраги, како рековте, по правда? Да, тоа е тоа. Значи, поривот да менувам нешто во општеството ме држи 15 години како првиот ден, а 15 години сум веќе во новинарството и тоа ме влече секоја нова сторија, е нова приказна, која што ме влече напред, прво да влезам во незе, тој карактер што го имам, да стигнам до нешто ново, да научам нешто ново, кога ќе влезам во тоа, веќе вториот порив ме влече, ме повлекува внатре да расчистам нешто што можам или на јавноста, барем да кажам со помош на јавноста, да расчистиме нешто во некој дел, например, што не е добар во нашето општество за подобро демократија. Ми избегнавте или не ми ја фативте мислата на почеток, реков кој е Горан Левков, што за себе ќе каже, од каде е? Јас сум новинар, како новинар, за новинарско дел веќе кажав, јас сум од Кочани. Работам во Скуп, во Скопје веќе 10 години, работам по потреба, доаѓам, патувам сега еднаш, два пати, три пати. Тешко е да се биде новинара да не си во Скопје постојано. Па со истражувачко новинарство, јас некоја скопјаните новинари по привилегии тука се во центрите на информации и така натаму, или не би рекол. Мала е државата, тука сте повеќе во Скопје отколку во родното Кочани, веројатно. Па јас месецот пред короната го делев на 3 дела. 10 дена бев надвор од Македонија, на тренинзи, обуки, истражување и тие работи што требаат за истражувачкото новинарство. 10 дена бев на работа во Скопје, можеби и помалку од 10 дена физички зборувам, 10 дена викенди бев некаде во Кочани. Прилика тако ни беше поделена. Од брендовите сте на Скуп Македонија, невладината Центар за истражувачко новинарство. Што има Горан Левков од Скуп, а што Скуп има од Горан Левков? Па имаме некаде досега во Скуп имаме направено покрај пишаните истражувања за имаме некаде направено околу 100 документарци поврзани со корупција во изминатите 10 години со тие проекти одблизу и со неколку други што ги започнавме уште во 2015 година, околу 100 кратки документарци 10 до 15 минути кои што некои од нив, не сите, некои од нив имаат постигнато доста голем не слава, не успех, ние за успех да сметаме нешто доколку промениме нешто во општеството. На почетокот го споменавте овој документарец што беше за околу богатството на ВМРО. Имам прашање за тоа. Веднаш малку подолу од
Добро, имаме и пар други документарци, пар други истражувања, патни трошоци на пратеници, успеавме таму да го промениме законот со тоа истражување и на државата со едно истражување на државата да заштедиме милиони евра. Ајде Вајка, за веќе навлегувате во она што е попикантно, нели, за гледачите на Дистрикт. Ајде да раскажете сосема нако со една-две приказни околу тоа како се почнува и кој е епилогот на истражувачкото новинарство низ трудот и призмата на Горан Левков. Например, реков и во најавата ги помина границите историјата за тоа која е најбогата партија во Европа, но и за други действија. Како почнавте, од кои мотиви и зошто токму таа тема и како дојдовте до епилогот? Мотивите беа да уште тогаш започнавме од една општа проста работа да го видиме начинот кој што ги корумпира. Значи идејата на истражувачкото новинарство е да влезе во коренот на проблемот. Да видиме начинот на кој што е корумпира македонската власт. Влегуваме чекор по чекор, од каде доаѓа до корупцијата. Корупцијата произлегува во власта, доаѓа од партиите, затоа што тие назначуваат овие раководители. Кога ќе влеземе во партиите, ајде да видиме што е тоа што ги корумпира. Ја спомнав оваа историја, да не теоретизираме многу, конкретно не интересира за најбогатата партија во Европа. Како дојдовте до идеја неа да ја истражувате и како се случи да ве пренесат и многустрански медиуми и влијателни? Не ја истражувавме затоа што имаше кајнезе, како прво ги зедовме имотните листови. Тоа што таму ни штрчеше во имотните листови, има преку 100 и нешто имоти, што партија практично функционира. Прашувам за мотивот, кој беше мотивот ВМРО ДПМН да ја земете под ваша обсервација истражувачка? Мотивот беше да... Можеби Белата палата, што ја нарекуваат сега. Таа беше главната. Скопје 2014 и така натаму. Таа беше главната, значи во еден организам некаде некои сигнали нешто ќе се јават на корупција. Например, ако го земеме човечко тело, ќе ти излезе некоја брунка, ќе знаеш дека е некој сигнал за нешто. Покачена температура, дека е некој сигнал за нешто. Сите тие работи, значи дали палатата, дали имотите, дали начинот на финансирање, кога ни кажа од друга страна како луѓе што не работеле уплатиле по 1000 евра за финансирање на политичката партија, значи нешто не е во ред. Треба да влезеш само да најдеш каде е проблемот во тоа што излезе. Така влеговме, истражувавме неколку месеци, влеговме во соработка со колеги од регионот да видиме и тамо каква е ситуацијата. Тогаш главниот проблем настана тогаш. Кога видовме со колку пари располагаат најголемите партии во Европа. ЦДУ, например, тогаш излезе некоја партија на центарот во Шведска. Германската ЦДУ. Германската ЦДУ, и таа не беше најбогата партија во Европа. Излезе некоја партија на центарот во Шведска, која што е најбогата затоа што пред 200 години купиле некој имот во центарот на Стокхолм, па после го продале и затоа излегле многу пари, не знам, 10, 15, 20 милиони евра, кога ги споредивме со овие пари. Зградата на Телеком што ја продадоа, например, со зградата ова на ВМРО, со сите тие работи, се дека ВМРО многу повеќе пари во ова. Во недвижен имот, што не беше нонсенс за функционирањето на европските партии. партија. Богати политички партии, богата држава, или обратно е? Мислам дека е обратно. Богати политички партии, имаме сиромашна држава. Добро, спомнавте нешто, таа историја легне и во други медиуми надвор од границите на државата. Имате некоја евиденција каде се објавуваат овие истории надвор од Македонија? За дел, например, што ќе ни ги дадат овие пребарувачите, имаме таа историја подоцна влезе и на светско ниво. По 2017 година таа историја беше презентирана на светската конференција за истражувачко новинарство во Јоханесбург. Што направија македонските институции, освен што го замрзна имотот кој се уште чинаме замрзнат на тој објект, на таа зграда? Споро институциите. Генерално прашањето ми е како Горан Левков и колегите истражувачки новинари доаѓаат до информации. Лесно, тешко, Агенција за пристап до информации функционира, не функционира? Кој е најмакотрпниот дел? Најмакотрпниот дел е да стигнеш до информацијата. Најтешкиот дел е да стигнеш до човекот внатре. Значи, ние имаме за секоја сторија, например, позначена сторија, треба да допреш до човек внатре што ги знае работите. Ова законот за свиркачи помага нешто? Кај нас уште законот за свиркачи помага и ќе помага кога ќе се решат функционално, кога ќе се решат. Значи, тој закон треба да се прави сега по европска директива, има европска директива за укажувачи, каде што неколку работи треба да се сменат.
Значи, пар работи треба да се додадат и неколку работи треба да се сменат за да може да профункционира. Пред 2 недели некаде објавивме еден текст за најголемиот укажувач во светот, еден директор на Deutsche Bank кој ќе доби награда од 200 милиони евра. А од друга страна ние видовме како помина... Тоа беше темата за швајцарските банки, па почне бизнисмените да плаќаат данок нешто. Не, друга беше темата за швајцарските банки, ова беше тема дека Deutsche Bank со уште неколку банки 2008 година го манипулирале Либорот. Либор е ова е разменска соодносна размена на валутите на светските берзи. И тие го манипулирале на свој начин го манипулирале, ги фаќаат. Deutsche Bank плаќа некаде околу 3 милиарди евра оштета само на американската комисија за хартија од вредност, на американскиот буџет, плюс во Велика Британија од кај што клонот, филијалата на Deutsche Bank ги правела тие манипулации. Да се вратам на почетокот за укажувачите, човекот е анонимен, директор на Deutsche Bank, што го свирна тоа што го кажуваме whistle, на англиски што го укажа на тоа, доби некаде околу 200 милиони евра награда од казната што ја плати Deutsche Bank. Таков механизам ние во нашиот закон немаме. Во нашиот закон ние дури немаме ни заштита на правна на укажувачите. Камоли за финансиска заштита, знаеме како поминаа Ѓорѓе Лазаревски и Звонко Костовски, кои беа разлечувани по полициски станици, до касно не можеа да се вратат на работа. Друга тема, спомнавте дека на државата преку вашите стори истражувачки или на скупи на тимот, се разбира, и заштедивте не знам колку милиони евра, денари, не ве разбрав добро, за кој случај станува збор? Значи, ние имаме заштедено со нашите стори милиарди евра, не милиони, милиарди за тие што ги знаеме. Да објасните, да. А имаше 1 милиарда имаме само заштедено со еден експресен пат што сега се гради од Штип до Кочани. Значи, во наредните 20 години, доколку се инвестираше или доколку беше првичната делница направена, само проширување на постоечкиот пат, трошоците за тој пат во следните 20 години експлоатација на тој пат требаше да бидат некаде околу милиарди 400 милиони евра. Со трасата што ние предложивме, треба се доби заштеда некаде на 900 милиони евра. Новинарите не се експерти, не се градежни работници, не асфалтираат патишта, не проектираат и така натаму. Од каде идејата вие, новинарскиот тим, да предложи нова трака? Ова беше една екипа составена од повеќе луѓе, значи јас бев новинар тамо, ги алармирав колегите што беа во регионот околу тоа и се пишуваше за тоа. Во нејзи имаше проектанти, имаше луѓе што беа внатре, што ги познаваа во општините, значи еден тим цело 10 на 15 луѓе. Овие бројки што ги зборувам произлегуваат од студија или предлог проект што го прави Диви консалтинг од Германија 2008 година. За изградбата колку ќе не чини тој пат траса, тоа е една студија од некаде околу 700 страници. И системот постапи по укажувањата на... Да, по притисоците што ги направивме, дури тогаш јас стигнав до мои некои луѓе конекции во Лондон, во Европската банка за обнова и развој, кој што го финансираше проектот, и тие тогаш тие прашања што ние ги поставувавме на јавните дебати, а што не беа снимани, беа упатени, преку нив беа упатени до овие изведувачите. Кој беше мотивот на изведувачите да тераат по таа трака каде што вие велите ќе коштала многу повеќе? Па не го знаеме мотивот, мислам дека мотивот беше немање на идеја, немање на проект како патот што е сега Кичево Охрид. Тогаш така се градеше, миле ми текна се сеќаваме што беше ќе градење пат без проект. Кога излезе дека со тие предлози што ние ги даваме, таа траса што тие планираат да ја прошират ќе кошта поскапо отколку целосно нов пат со стандарди за автопат. Значи да нема, например, поголем нагиб од 8%, кривините да не бидат повеќе, не знам од колку проценти таму, за да се овозможи брзина. Малку позитивни реакции и сатисфакција за новинарскиот тим и за вас лично доаѓа од системот, од општеството, од државата за овој тип на заштеди. Имавте уште една сторија, ако добро се сеќавам, околу ветеринарни активности некакви. Таа беше доста значајна сторија. Исто за така прилично количество пари, да речам.
се работеше во заштеда? Таа беше многу значајна сторија затоа што имавме една ситуација за јазлестата кожа 2016-17 година. Тоа беше болест што патуваше со преку комарците што ја пренесуваа некаде 8 години од Јужна Африка, од Јужноафриканската република, дојде до нашето соседство некаде, ги зафати, многу животни починаа и кај нас, посебно животни што беа, например, во Источна Македонија на повисоките места што се одгледуваа слободно. И со тоа пишување, со тој притисок, тогаш што го направивме, тогаш одевме по региони, например, се сеќам дека тогаш преспав и во овие јуручките населби што се на Плачковица, таму требаше да преспиме затоа што не можев да слезам, савајлето требаше да идеме да ги бараме животните кај се да ги документираме. Немаше статистика колку животни починаа во тој момент, немаше статистика што може да не зафати, а од друга страна имаше вакцина за ова, не ја купиле вакцината. И таа вакцина кошташе 1 евро, а губиме, например, еден солиден капацитет, една крава може би, вкупната вредност на една крава може да достигне до 5000 евра со телиња, например, и со тие работи. Направивте ли некоја математика во редакцијата, колку, преку таа истражувачка сторија се заштеди на државата? Математики не можеме да ги правиме така затоа што ние не сме во тој дел толку специјалисти, не можеме да правиме прости математики, например толку животни починаа, штетата е таа. Тоа треба да го направат институциите, али од друга страна во моменти кога имавме например такви работи како оваа сторија што ви ја споменав со проектот на Диви консалтинг од Германија, кога ги имаме тие работи, тие се веќе нешто за кое што може да кажеме. Помага ли системот воопшто, институциите, кога тропате на врата или се јавувате или барате одговор или тоа се влече? Како функционира во тој сегмент и преку Законот за пристап до информација агенцијата? Агенцијата е една од институциите што во државата што работи добро. Значи, ако треба да извадам некои позитивни примери, тоа е таа агенција. Може би агенцијата за начинот на кој што го гледам на луѓето што работат и агенцијата за управување со одземен имот, ги гледам дека луѓето се трудат. За таа агенција конкретно, например, за слободен пристап до информација од јавен карактер, тоа се луѓе професионалци што стварно работат и што помагаат, али од друга страна имаме мал милион луѓе кои што се тие офицери, лица за посредување. Тие и од друга страна имаме мал милион други луѓе во институциите и администрациите што ги кочат тие работи, тие процеси. И тука ние се соочуваме. Знаат ли во институциите дека и без агенцијата за пристап до информации тие се должни обврзани на јавноста, односно преку новинарите да ги дават информациите, а не да упатуваат на законот па да се чека, не знам, порано беше 30 дена за одговор, сега е 20 дена намалено, тој рок нешто го намалија. А тие дел од нив знаат. Значи во секоја институција имаш можеби 60, 70 до 80% честни луѓе што сакат да се ја работат како што треба. Проблем имаме со политички поставените личности кои што сакаат да сокријат нешто што не е добро или не е добро за нивниот пиар, не е добро за нивната партија, проблемот го имаме кај тие луѓе. Значи тоа се директори, тоа се луѓе што управуваат со институциите и начинот да се обратиш. Значи тоа е една форма која што треба да ти гарантира дека ти на крајот ти добиеш информација. Ние како новинари, како што споменавте, може да се обратиме до тие институции да побараме информација за како изјава или било која, ако сакат ти дадат, ако сакат нема да ти дадат. Имавте и преку скуп мал милион приказни за трошење на буџетски пари по општини, за не знам гезмиња по кафани, за ненаменски трошење на граѓанските пари и така натаму и така натаму. Предизвика ли тоа реакција воопшто во општините, во системот? Во системот предизвика реакција затоа што после тие истории се донесе транспарентен буџет. Има сега систем еден во Министерството за финансии, трезор еден, кај што можеш на дневно ниво да ги следиш сите трансакции од државните институции. Сега веќе нешта да се транспарентни. Сега тие се милиони трансакции на дневно ниво, не можеме ние сите да ги следиме, али барем имаме место кога некој ќе дојде и ни каже таква и таква трансакција има, ќе ја видиме трансакцијата таму, ќе го побараме договорот што го склучиле или ќе ги побараме документите за трансакцијата, веќе може на јавноста полесно да и го дадеме, да ја сервираме информација за да донесе своја одлука. Затоа што идејата на истражувачкото новинарство, идејата на слободните медиуми е баш таа. Значи да соберат на јавноста да и дадат, да ги сервираат податоците и личноста, граѓанинот сам да си донесе одлука дали одредена политичка партија или структура добро го управува или лошо го управува и таа одлука да ја манифестира на денот на изборите. Која е неслабата алка во тој систем, како реагира државата околу откако ќе се објави
истражувачка сторија со својот епилог, под допрен глас или не знам по кои инструменти се јавило ли некојаш обвинителството да се заинтересира? Или се преинертни институциите и од тука е разочараноста на граѓаните. Кога како консумираме како гледачи на вашите стори или како читатели, или очекуваме реакција на системот. Што вели Левков, имате ли вие сознание за тоа дека врз основа на истражувачкото новинарство конкретно за некој случај реагирал системот? Мислам најмногу на полицијата и на обвинителството. Реакции имаме. Реакции имаме, не секогаш, например, се тие реакции што ги очекуваме, а кога ги споменавте институциите, јавното обвинителство е најслабата карика во целиот тој правосуден систем. Кога треба станува збор за оној репресивен систем репресивен дел на системот кој што треба да се бори против корупцијата. Имаме превентивни институции, имаме институции кои што носат закони, например има пар закони кај што е вградена корупцијата. Значи во самиот закон е направен простор, има мал милион такви закони и закончиња. Например, тендери во 4 очи или тендери во 4 очи е еден, например, порано проблематичен беше например во законот е ставен на ниската понуда да биде само овој критериум, каде што добивме мал милион неквалитетни услуги. Како општество зборувам, ти излезеш на тендер, ти ја бараш на ниска цена. Овој ти каже, например, најниска цена, например, за конци за шиење на колено, во институцијата се некои кинески, ти ги ставиш, ти се скинат. После 6 месеца, година дена, треба човекот пак да го носиш на операција. Друга работа, например, изградбата на автопатите, например. Ова се, кога вака ги спомнувате примерите, тоа се примери од вашите теми, од истражувачките истории? Значи, некаде сме се среќавале, има мал милиони теми, од друга страна, кај нас, например, што се останати, не се објавени затоа што не можеме докрај да влеземе. Последната приказна истражувачка што произлезе од истражувачкиот центар Скуп Македонија, со која вие практично ја водевте историјата, ако добро се сеќаме, ова околу ковидот, околу буџетите за заштитни средства и така натаму за злоупотреби, што откривте? Во тој дел, например, докрај не бевме целосно докрај е најасно и начисто. Во еден момент се појавија многу скапи материјали за ковидот. И сега, кога контактиравме со фирмите, тие ни рекоа во таа ситуација, значи репроматеријалите нам ни скокнаа сите репроматеријали, не можеме да ги спуштаме цените. Дали имаше некој што ловеше во матно, може би имаше, али од друга страна имавме такви институции како МВР, например, каде што мораш итно да ја дадеш на полицајците, мораш итно да ја дадеш опрема за заштита за да можеш да ги пратиш на терен. Ако не ја дадеш опрема за заштита, не можеш да ги пратиш на терен, да се тужат и мал милион луѓе може да погинат, например. Генерално за македонското истражувачко новинарство, има доста тимови што се занимаваат со истражувачко новинарство? Да, има тимови, има неколку светли точки. Можеби имаше пар новинари, не повеќе од 10, например, да ги изброиме тие што се новинари што работат во пар медиуми, претежно како невладини организации, дали се малку, дали се многу во однос на колегите во регионот, во однос на колегите во Западна Европа, ниту не можеме да дадеме некоја таква бројка, например, да имаме толку и толку на 1000 жители или на 10 или на 100.000 жители. Класичните медиуми, мислам повеќе на телевизиите, овие со национална концесија, кои се и најгледани и највлијателни во Македонија. Ретко која од нив тука и таму се занимава со овој тип на новинарство. Скапо е или не, како велато не го закачај лаво додека спие? Не би рекол дека е толку скапо колку што е за скапо, да, зема средства, али во однос кога ќе го видите фидбекот, кој што ги имаат, например, еден центар за истражувачко новинарство Скуп Македонија има фидбек, можеби поврат милијарди и нешто евра на оваа држава во следниот период. Ајде да кажеме тие 5-10 луѓе што биле во тимот, колку време и треба да ги платиме за да ја потрошат таа милијарда што ја заштедили на општеството. Исто и за медиумите. Јас во овој дел ќе повлечам на една сторија на Бостон Глоб што е алфа и омега што треба да го види овој Оскаров сторија и филм се правеше за тоа. Spotlight се вика, нека ја погледнат луѓето, препорачувам на секој посебно на новинарите да ја видат сторијата, значи тоа е сторија за Бостон Глоб, која што објави една сторија за злоупотреба на католичките свештеници над деца во Бостон, и таа сторија
продаде некаде беа четворица новинари што работеа на таа сторија, кога се објави таа сторија, продаде не знам колку милиони копии на Бостон Глоб, само таа сторија, и не знам за колку проценти го подигна рейтингот на медиумот во однос на останатите медиуми. Може него поставив и најдобро прашањето. Пледирам на тоа, дали може би собствениците на медиумите, на највлијателните медиуми во земјава, се плашат да ги мотивираат своите новини редакциите, да се занимаваат да не чепкаат таму каде што не треба да чепкаат, бидејќи можеби самите ќе дојдат во конфликт. Што е проблемот што не се занимава македонското новинарство повеќе со оваа област? Мејнстрим медиумите, ќе одам директно на одговорот, мејнстрим медиумите во Македонија се во сервилни односи со олигархијата и со власта. Каде што практично криминалот е продуктивен во таа смисла. А тие се на удар секогаш на истражувачкото новинарство, на реалното истражувачко новинарство, тие се секогаш на удар, и тука е проблемот затоа што тие не ги имитуваат сториите, а од друга страна доколку би имале на пример слободни медиуми, истражувачкото новинарство ќе биде најбараната форма на новинарство, затоа што тоа ќе донесе и читаност, и гледаност, и репутација на влијание на медиумот во општеството и помеѓу граѓаните. Ќе му веруваат повеќе и на тука треба нештото да се... Со овој тип на криминал, што е тема на истражувачкото новинарство, генерално во светот, па и кај нас, се создава и непријателства. Тоа се влијателни центри на моќ, кога новинарството ги разоткрија во нивните девијантни активности. И сте имали ли проблем до сега, закани? Некој посериозен проблем во тој дел не сум имал, некој закане, нешто, некој да посака да ве награди со нешто, да престанете да такви прашувате. Такви работи може би имало во ова 15 годишна кариера, може би јас не сум ги забележала затоа што мозокот не ме размислува на таква работа и на таква понуда. Имаше конкретно на пример од луѓе што се блиски до поранешниот премиер, имаше конкретно понуда за една сторија, да седнеш да се договориш или вака така. Не сум типот што го работи тоа. Во ова професија сум за да менувам нешто во општеството, во моментот кога нема да можам да го правам тоа, ќе излезам од неја. Јас сум економист по професија. Генерално скапа работа е истражувачкото новинарство и тимска работа е. Од каде пари? Па досега истражувачкото новинарство целосно се финансира од странски донации. Значи тоа се пред се Европската унија како најголем донатор, тоа се неколку американски фондации на Сенатот на Сенатот и на Конгресот во Соединетите американски држави, и главно се финансира преку ова. Не може да се финансира преку на комерцијални основи, затоа што никој не сака да го работи истражувачкото новинарство, затоа што пиарот за истражувачкото новинарство е секогаш поврзано со проневери. Пиарот е одеден толку напред, што знае дека ти кога ќе истражиш некоја појава и некој ти стави реклама во целиот тај документарец, таа реклама на таа компанија и на тој производ ќе влезе во негативната подсвест на луѓето. И затоа не се рекламираат тука, но нивното влијание е многу големо и затоа треба државата да го финансира. Се обидуваат сега пар невладини организации и фондации да донесат, да притиснат до владата да финансирањето на невладиниот сектор подобар дел се префрли преку буџетот, затоа што тие истите луѓе учествуваат во пишување на закони, покренување на иницијативи, не знам, истражувачките новинари работат на Со 2-3 збора околу ова да заклучиме, ако добро ве разбирам, ако нема донации од странство, ќе нема живот за македонското истражувачко новинарство. Па ќе функционира, тоа се луѓе со такви карактери, тоа се луѓе што се влезени во меѓународни мрежи. Значи и да се скине во еден момент, тие луѓе ќе бидат тука, тие луѓе ќе работат, можеби не со тој интензитет, ќе работат, ќе укажуваат, ќе објавуваат работи. Тие се луѓе, пар луѓе се, десетина луѓе, не повеќе, што го работат тоа, и тие луѓе се тука постојано и ќе бидат. Од друга страна, на пример, има ефтини моменти, на пример, за разлика од кога вие почнувавте и се градевте како новинар и уредник во медиумите, таму ти требаат огромни пари, суми на пари, затоа што тоа се огромни медиуми. Сега со еден портал ти можеш да го кажеш тоа што сакаш да го кажеш. Добро, и ако добро ве разбрав, за да се биде истражувачки новинар треба да се има и страст, да се има желба. Добитник сте на повеќе награди и признанија. Спомнете некој, која ви е вака најдрага? Како сатисфакција, е ли тоа сатисфакција некаква? Најголемата награда за мене се резултатите. Не овие награди што ги даваат. Да, кај нас има пар награди, на пример, од Сдружение новинари, не знам од ова.
стимулираат некои помлади колеги, бар според моје искуство е тоа, може би ме стимулирале пред 10 години кога сум започнувал. Најголема сатисфакција ми е сега, например, што ја добив пресудата во Германија на германскиот уставен суд, кај што ја тужив германската тајна служба БНД. Таа пресуда ја добив минатата година и тоа е најголемата сатисфакција и најголемата награда од мојата работа. Зашто во зборува не отиде времето, станува збор за закон кој што е донесен во Германија 2002-2003 година, кај што и се дава на германската тајна служба властување да преслушкува странци и новинари и било кој без одлука на суд. Тоа беше истражувачки проект од меѓународен ранг или тоа беше екипа која што се направи од пар колеги новинари истражувачки од цел свет, 6 луѓе бевме, кои што во соработка со Репортери без граници и епилогот што е на тоа? Епилогот е пресуда на германскиот, една уникатна пресуда на германскиот уставен суд, во кој што за прв пат во историјата направи дводневно орално слушање. Значи, дводневно слушање во живо на настаните досега во Германија, во историјата на Германија и Уставниот суд на Германија такво слушање нема. Тоа е награда сама по себе и сатисфакција за истражувачкиот новинарски труд. Каде натаму, Горан Левков? Продолжувате со оваа емисија на разоткривање девијации, корупции и така натаму? Па тоа е нашата професија. Тоа е нашата звезда, тоа е нашата професија. Тука сме, работиме во различни форми, например, али главната водилка е таа да менуваме нешто во општеството, да менуваме нешто на подобро. Прашав затоа што ниедна власт не милува многу да и се чепка по низините активности, поготоа кога станува збор за трошење на буџетот на државните пари, а излегува дека цела борба на политичките партии кои ќе запоседне со тој колач. Државата треба ли да ја помага со посебни фондови, имаше некои такви идеи или веќе ќе се корумпира и новинарството ако тоа се случи? Па државата треба да го помага. Јас не сум поборник на овој закон што сега што го заговараат на пример пара институции, од новинарската фела и невладина организација како Сдружение новинари и неколку други. Јас иако сум член таму во ова, не го поддржувам тоа, затоа што поранешната власт на ВМРО ДПМН даваше многу пари за медиуми. А проблемот не беа парите што ги даваше за медиумите, проблемот беше начинот на распределба. Пари за медиуми имаш секаде. Овие пари што ги добиваме сега и тие се државни пари. Значи ако ги дала Европската унија, некој платил даноци за таа да ги исплати тие пари. Шведска на пример ако дала тие имаат посебен фонд, треба значи тие искуства што се странски да се поддржува со државни пари затоа што тоа не може да оди комерцијално. Локалното новинарство треба да се поддржува истражувачкото новинарство и треба да има некои проекти што се на некој начин за Спомнавте, ако не отиде некоја сторија на главните медиуми, на традиционалните, тука интернетот. Помага интернетот? Па интернетот е главниот носител на истражувачкото новинарство. Споменавте вие претходно дека на некој начин ние сме блокирани од мејнстрим медиумите. Ако не е интернетот, ние не можеме да стигнеме во денешни услови до публиката. Помага и тоа многу помага затоа што многу публика веќе се сели на интернет. Не е како порано, например, посебно за младите генерации, ќе го пуштат телевизорот, што ќе им даде, например, таму што ќе им сервираат од Така и добро, ако добро ве разбрав, вашиот апел на некој начин беше и да се помогне на укажувачите, на свиркачите, да се охрабрат, но и да се заштитат на некој начин. Тука е потребна веројатно и промена на законот. Ќе добие истражувачкото новинарство и јавноста доста со тоа? Па посебно државата треба да добие. Значи таму има пар работи, немаме доволно време да ги споменеме сите, ние Скуп ќе организира ден на укажувачи при крајот на март, кај што ќе има дебати за тие работи кои што недостасуваат тоа дводневна дебата, но во делот на пример има еден проблематичен дел тој што вели дека ако укажувач излезе во јавноста и во медиумите, тој ќе го изгуби статусот на укажувач, што е многу голема штета. Кога ќе се навратиме и на нашите укажувачи, на Ѓорѓи Лазарески, на Звонко Костовски, ако не беше јавност. Да подсетиме околу бомбите, нели? Околу бомбите, луѓето што ги изнесува бомбите од институциите, ако не беше јавност, ако не беа медиумите кои што излегува, не знам како ќе завршат тие луѓе. Дистрикт, Цивил пред студио, Горан Левков, ви благодарам. Ви благодарам и на вас.